Добре дојдовте во подкаст Прангов, место каде разговорите се вистински, луѓето се интересни и секоја приказна вреди да се слушне. Пред да започнеме, би сакала да упатам голема благодарност до нашите пријатели. Flux Cafe Premium, идеалното место за кафе средби, каде секој голтај те инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови. Ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. Infinity Barber Studio, кога сакаш да имаш фризура достојна за шампиони. Денес во студиото имаме гостин, фудбалер, кој што само на 13 години го напушта родното место Македонска Каменица и тргнува по своите соништа. Зад него стојат Бугарија, Грција, Иран, титули со Лудогорец и Ламија, игра рамо до рамо со легендата Пандев и повеќе од 50 настапи за македонската репрезентација. Станува збор за Зоран Златковски. Добре дојде. Здраво, Тара. Како си? Пред се да те прашам. Супер, фала на поканата. Све како што треба и оди по план. Супер. Пред да започнеме со нашиот разговор, јас прво сакам да те прашам како започна се, како ти дојде со фудбалот? Се започна од многу млад, уште кога беа во Каменица достапни дрвените стативи и железните стативи. Таму почнаа нашите први чекори во фудбалот. Потоа се создадоа младински категории во ФК Саса. Таму почнавме поорганизирано, имаше многу деца, доста повеќе од моментално колку има во Каменица. И секој ден, како и секој дете, од сабајле на училиште, после училиште со топката во раце, по терените, по паркови, игра со другари. И се додека се стигна до пионери и кадети во ФК Саса и од таму после неколку надпревари имаше луѓе од Бугарија кои случајно гледаа или не, стигна до разговор со моите родители и одеднаш Бугарија, Пирин Благоевград. На 13 години, така? На 13 години, да. Се случи на 1 септември 2000 година, првиот училишен ден беше, помнам, во училиште и точно почнуваше првиот час, кога дојде директорката тогаш, имаше луѓе, татко ми беше и двојца луѓе од едниот од Штип, другиот од Бугарија. Рекоа дека по разговор со моите родители земале решение да отидам во Благоевград, неколку дена на проби да бидеме као да видат што и како, но уште на вториот ден зедоа решение дека треба да останам таму. Како беше чувството тогаш на 13 години да се тргнеш од дома сам? Тогаш беше животот малку поразличен од сега. Немаше социјални мрежи, достап до интернет, да бидеме запознаени со најголемиот професионален фудбал во странство во Бугарија, како фудбал се игра и така натака. Јас го сваќав фудбалот, ми беше хоби и сега ми е, го сваќав као едно од најубавите работи во мојот живот. Бев среќен да играм фудбал и кога отидов таму, кога видов какви услови има доста подобри од овде, дека на третиот ден одма разговараа со татко ми што треба да направиме за да останам таму и дојде до тај разговор меѓу мене и татко ми дека во Македонија во Каменица условите се доста под нивото на Бугарија во тогашно време и сега така, немаше да се лажеме. И разговаравме и тој, иако бев на 13 години, прашањето беше решението ќе е твое, ние ќе те поддржиме, но сепак доколку стварно имаш желба да играш фудбал, патот е тај. Иако и знам и осетив дека и на нив не им беше лесно во тај период, сепак на 13 години се слушавме 2 пати во месецот по 2-3 минути, немавме телефони, Viber, Skype и така натака. Така да се случи многу брзо, но пак сум пресреќен што тогаш зедовме такво решение и све си се разви како што треба. Супер. Многу тоа навистина е тешка одлука и на 13 години е за едно дете. На 13 години не беше тешка. Отпосле ако се размисли малку посериозно и подетално, но сум среќен што моите родители може тогаш да кажат 7 одделение си, 8 треба да учиш прво училиште и така натака, но еве малку ризик кој си сватиш. Да. Првото играње ти е во Бугарија, после тоа каде те води патот? Во Бугарија се задржав, мислам, до околу 11 години. Све тргна во Пирин Благоевград во младинските категории, каде што уште првата година, на 13 години,
се наметна во клубот во младинските категории, почнав да играм. Потоа втората сезона почна да ме земаат и во поголемите категории, тоест постарите од мене. Освоивме прво место во Бугарија, младински категории, нашата генерација 87 и мислам дека тоа е последен трофеј на Пирин Благоевград кој младински категории го имаат освоено. Игравме против Левски, ЦСКА, тогашно време Литекс. Станавме први и од кога станавме први, немав полни 15 години, ме зедоа во сениорската екипа на Пирин Благоевград за припреми таму. Тоа беше за мене јас како мал прво желба ми беше да играм во сениорската екипа на ФК, пошто тоа мене ми беше максимум овде. Али тогаш ми беше цел кога отидов таму еден ден да настапам во прва лига Бугарија. Бев на припреми, играв во младинците на Пирин Благоевград, потоа на непуни 16 години добив шанса. Пак среќа и во фудбал треба да се има среќа. Последни припреми прво коло дојде ситуација во која првиот напаѓач се повреди, вториот напаѓач точно пред надпреварот беше нешто како болен, доколку се сеќавам, и се стигна до таму дека прво коло јас требаше да играм од почеток, тоест во првите 11. Мислам дека и ден денешен држам рекорд за најмлад странец кој има дебитирано во Бугарија. Првиот надпревар беше во Бургас против Черноморец Бургас. Тренер им беше познатиот за Бугарија Красимир Балаков, кој има во Штутгарт во Германија, мислам дека 13 сезони капитен беше таму. И сите не нас смета, помлада екипа бевме тогаш, сите не сметаа за аутсайдери како и да е. Помнам како сега надпреварот беше од 8 саат вечерно време, под рефлектори, све стадионот, амбиентот беше прекрасен. Игравме 77-8 минута, беше све 0-0. Тие не напаѓаа подобра екипа, беа второ или трето место, ние бевме 13-то место во Бугарија. 77-8 екипа и 8 минута се случи ситуација во која излегов сам со голманот и направија пенал врз мене. Иако најмлад, се чувствував стварно уверен и зедов да шутирам пенал. Дадов гол на првата утакмица, победивме 0-1 и тоа е и моето деби во прва лига Бугарија и прва победа и прв гол, све се собра на едно место. Ти навистина имаш богата фудбалска историја. После Бугарија, каде одиш? После Пирин Благоевград 2004 година на 17 години се јави шампионот на Бугарија, Локомотив Пловдив. Тогаш тие беа шампиони. Имаше сериозен интерес за мене. Разговараа двата клуба како се договорија. Тогаш малку беа подруги работите, председател со председател разговараа. Направи трансфер во Локомотив Пловдив, каде што настапував близу 3 години. Од таму една година во Славија Софија, пак Пирин Благоевград. Во Лудогорец бев кога веќе станавме и прва шампионска титула имаше во Лудогорец тогаш и од таму заминав 2 години во Иран. Во Иран? Да. Во Иран, да, ние имаме представа малку за Иран поразлична, нели, од телевизија, од медии и така натака, но тогаш кога отидов во Иран, стигна понуда која реално јас не можев да ја откажам. Во Лудогорец бев стварно све супер, али тогаш имав менаџер од Русија, ми прати понуда дека се заинтересирани иранската екипа Маламан, која во Суперлига во Иран. Прати понуда, по разговор со моите дома, со пријатели, сите беа против. Имав некако чувство дека не е лоша опција. Имав еден познат од Арменија, голман таму бранеше, разговара со него, ми кажа прекрасни думи за све таму, и за организација, и за професионализам, и за се. Замина во Иран без никој да знае од моите овде. Клубот Лудогорец знаеше, стапија во контакт. Заминав таму, климата е малку доста поразлична од овде, заради тоа што таму температурите може да стигнат 60-65 степени дневно време, али тренизите се одвиваат сабајле у 6-6:30 или вечер у 11. Каков е животот таму во Иран? Животот таму е многу мирен, нема тензии, нема проблеми. Јас искрено каде и да игра во странство околу 17 години, најмирен живот и најмногу бев ценет во Иран. Во Иран, каде што пример во Суперлига во Иран на стадион има од 30 до 60 хиljadi гледачи. Иако само гледаат мажи и деца. Таму женскиот спорт е одделен, има таква религија, такви им се законите.
али за професионална гледна точка во Иран се стварно нема представа колку високо ниво има фудбалот и тоа не е случајно, тие светски првенства играат, азиски куп, увек се тука Лига шампиони што е на Азија, увек има иранска екипа што е првите 4 и е на доста високо ниво. Супер, баш убаво. Иран е земја која ретко се спомнува кај нас, а кој беше најтешкиот период тогаш? Дали имаше некаков тежок период во твојата кариера? Во фудбалот, во кариерата, каде да си странец, професионалниот дел ти е покриен, све е топ, али инаку е многу тешко. Нема што да се лажеме, ние секој професионалец, секој фудбалер, ние гледаме само светлата страна, позитивната страна, финансиски дел, никој не го гледа. Тоест, ние гледаме 2 сати од животот на еден професионален фудбалер, а другите 22 никој не ги спомнува како работи, колку тренира, како треба да живее, како треба да се исхранува, сите тие дисциплини што се нели на еден професионалец многу ретко се спомнуваат, така да кога некој, мислам секој спортист што е професионалец и е на високо ниво, стварно знае колку е тешко нели да се задржиш таму, да напредуваш, да одиш на уште повисоко ниво и така натака. Од друга страна, да, има секакви привилегии за поуспешни спортисти што пример окей е кога се земе резултатот све заслужени се, реално. Според тебе, дали талентот или дисциплината се поважни во фудбалот? Дисциплината, работата, упорност, талент, мислам дека е многу мало, 5 до 10% дали во кариерата ќе ти помогне. Ние, специјално Македонија, Балканот, имаме доста талентирани спортисти кои прерано се откажуваат и талентот си заминува како да не бил. Да. Ти сега да не тренираш, твојата кариера е заврши мојата кариера, да. Но си тренер на женски фудбалски клуб. Како започна? Од каде дојде идејата? Идејата на нашиот град за женскиот фудбалски клуб не е позната, а треба да се знае. Идејата дојде од тебе. Знаеме сите дека кој беше иницијатор на идејата да се отвори женски фудбалски клуб. Да, драга публика. Да. Јас тогаш настапував во ФК Саса како играч и тренер и бев фокусиран нели за да се врати екипата од трета во втора лига. Успеавме во тоа. Да. И после кога настапувавме во втора лига, знаеш дека иницијативата беше твоја, дека ти имаше желба прво да почнеме да тренираме женски во Каменица, да. Па отпосле испадна дека ќе биде добро и да се надпреваруваме во женската фудбалска лига. И мислам дека за околу 2-3 месеци успеавме да создадеме клуб. Да, почнавме со пријателски утакмици. Губевме по ненормална разлика. Да, почетните надпревари беа 14. Доста е позитивно за нас што не се откажавме, што продолживме, стварно и знаете, мислам и ти беше нели имаше и доста разочарани девојки во тај момент, па зошто, па како, пошто ние не сме навикнати да работиме за нешто и да има успех после, нели, али за 6 месеци, па после 6 месеци постигнавме првата победа, мислам. После 6 месеци. Првиот бод беше овде против речица од Куманово. Да. И после потоа отидовме во Скопје, имаше екипа ЖФК Њу Јорк во која ти даде 3 гола. Да, првите голови на мене. Да. И победивме 2-4, тоа ни беше прва победа и од тогаш после веќе работите се сменија на доста позитивно и се подобро и подобро. Женскиот клуб има играно за Лига на шампиони, има освоено околу 2 титули. Да, 2 шампионски титули, една куп титула и во Лига на шампиони настапувавме првата година против НСА Софија во Софија, таму изгубивме 2-1 мислам. По време на короната беше доста комплицирано, изгубивме 2-1, а втората титула која ја освоивме, се паднавме во група со Јувентус, шампионот на Италија, со Сент Полутен, шампионот на Австрија и со Бешикташ од Турција. Исто беше една од најтешките групи и се играше во Италија, во Торино. Какво беше чувството на девојките тогаш да играат? Се судривме со реалност. Реално, тогаш отидовме против шампионот на Италија која беше у топ 4 екипи во Европа. Тие се на доста повисоко ниво, и како фудбалерки, и како тим, и сепак знаеме, тие се заедно со Јувентус, што е машкиот тим во Италија. И реалноста си дојде до израз висок пораз со турскиот шампион Бешикташ, одигравме доста добар надпревар.
но сепак таа група беше толку тешка што, али добро, натрупавме доста искуство што видовме стварно дека доста сме многу заднив и треба да работиме за ако сакаме да постигнеме нешто. Да, така е, така. Искуството си го прави своето. Сега малку да те прашам, каков е Зоран надвор од теренот? Каков човек си ти? Како ќе се опишеш? Има слободно време, смирен и пак е се поврзано со фудбалот. Јас ако не сум на тренинзи или на надпревари, пак уживаме, гледаме надпревари, пак околу спортот, пак планираме што како би за нареден ден, за нареден циклус и така натака. Инаку секој пат кога имам слободно време гледам да сум на посмирено место, гужви избегнувам со пријатели и така натака. Сега јас имам неколку прашања. или гол или асистенција? Гол. Пари или страст? Страст. Лудогорец или Ламја? Лудогорец. Меси или Роналдо? Роналдо. Кафе или чај? Кафе. Ноќен живот или дневна шема? Дневна шема. Кој е омилен клуб? Сега ќе ти поставам некои бржи прашања. Арсенал, сега ќе испадне вчера Арсенал победи за Лига шампиони, за Арсенал сум од многу малку кога се помнам. Најдобар соиграч со кого си играл? Соиграч има повеќе, имав капитенот на иранската репрезентација кој играв таму беше во Малаван. Тој беше многу високо ниво, стварно топ играч. Во Бугарија имам играно со Благој Георгиев, репрезентативец на Бугарија, беше дури стигнах до капитен, мислам таму. Во Македонија ми играно со Тричковски, со Пандев, со Агими Бреими, се имија што моментално веќе се и тренери и директори и така натака. Најтежок противник во твојата фудбалска кариера? Најтежок противник во фудбалска кариера, па пак може да се каже репрезентацијата на Холандија кога бевме во U21. Игра тогаш имаше Дренте од Реал Мадрид, имаше играчи од Ајакс, од тај надпревар мислам дека што и да правевме беше како репрезентација кој бевме изберени најдобрите од Македонија. Реално ние изгубивме само 2-0 на тај надпревар, но не надиграа, стварно беа многу над нас и така во тој надпревар го помнам како да се чувствуваме дека не можеме ништо да направиме. Сега и женскиот фудбалски клуб се подготвува за Куп на Македонија, за финале, кој што ќе биде во среда на 14. Четврток на 14 мај во Скопје. Во Скопје 13 часот на стадионот на Македонија Ѓорче Петров. Видите, за нас ние моментално оваа сезона, па и поголемиот дел од минатата, нашата екипа е во еден период во кој мениме генерации, давам повеќе шанси на млади играчи, на играчи исто од македонска каменица. Ние стартниот состав моментално имаме 3 девојки од по 15 години, 16 години, имаме 3 интернационалки, од кои пак едната е 18 години, едната е 22. И помалда екипа сме, за нас јас го гледам така дека за нас е голем успех што стигнавме до финалето, да ќе се потрудиме финалето да го изиграме на едно високо ниво, зашто да не го освоиме. Ви посакувам успех и се надеваме дека ќе донесете уште една титула. Порака за младите фудбалери, што би им кажал ти на младите за кој е клучот на успехот според тебе? Секој млад фудбалер треба да верува во својот сон, да биде упорен, да не се откажува никогаш и да работи за тоа. Пошто не е само работа нешто да го сакаш, а да не работиш за тоа, нема како да стигнеш до тоа. И последно, што значи успехот за тебе? Успех, па од кога се знаме, од кога се помнам, не можам да губам. Кај мене успех е да си прв, успех е да си над другите, успех е да победуваш. Доколку што и да се дешава друго, не е успех. Само упорност. Да. Супер, ти благодарам Зоран што беше со нас. Благодарам за поканата. Пред да завршиме, јас уште еднаш сакам да упатам благодарност до нашите спонзори. Flux Cafe Premium, идеално место за кафе и разговори. Mediapoint, вашиот партнер за дигиталниот свет, Оскар Тато Студио, ако сакате да имате убави татуажи, Berber Infinity Studio, ако сакате да имате фризури како на шампион. Чао, се гледаме во следна емисија. Чао.